Почитуван председателе, почитуван декане, почитувани продекани. Мене ми е навистина задоволство што денеска имавме заедно со премиерот одлична средба на Природно-математичкиот факултет, каде што дискутиравме за сите предизвици со кои што тие се соочуваат. Јас сум горда што една институција и еден факултет кој што со години беше оставен да самостојно се снаоѓа со капацитетите кои што ги има, без никаква поддршка од владата, да денеска зборуваме за тоа дека поддршката започнува, дека вработување обезбедуваме и дека во наредниот период треба да инвестираме и во нивната физичка инфраструктура, како и во научната работа. Сметам дека Природно-математичкиот факултет е основа на концепцијата за основно образование. Зошто го велам тоа? Освен педагошките факултети, кои што треба да го спремат кадарот иден, сепак тие, како Природно-математички факултети, ја даваат основата за да се развие концептот на учење на природните науки и воспоставување на систем за градење на љубов кон природните науки, кои што понатаму и тоа како се потребни за развој на економијата на нашата држава. Јас сум сигурна дека со заеднички напори ќе успееме да изградиме и квалитетно основно образование кое што понатаму ќе ги спрема учениците за сите нивоа, меѓу кои високото образование, и дека се поголем број на студенти ќе се запишуваат на Природно-математичкиот факултет. Како влада продолжуваме да инвестираме и во наука. Оваа година, во споредба со минатата година, имаме 12% повеќе финансиски средства за наука. И во идниот период ќе сакаме да воспоставиме системско финансирање на лабораториите кои што се акредитирани и оние кои што не се акредитирани, да успееме да станат акредитирани на факултетите и да продолжат да создаваат наука која што е апликативна и ќе му служи понатаму и на реалниот сектор, како што ќе служи и на студентите кои што се на факултетите, а при тоа тие се припремата понатаму за граѓани кои што треба да бидат продуктивни и да придонесат кон развој на нашата држава. Би сакала последно да истакнам дека колективниот договор е големо достигнување, кој што го утврди владата. Очекуваме да наредната недела биде потпишан со посочените синдикати. Овој колективен договор за прв пат ја уредува основната бруто плата во високо образование, која што 30 години не била утврдена, и ги утврдува коефициентите на сложеност на работните места кои што се во високо образование. На тој начин се обезбедува квалитет во високото образование, затоа што конечно сите нивоа добиваат она кое што по коефициент треба да го добијат, но се утврдува и ненаставниот кадар и нивоата во ненаставниот кадар, се со цел да имаме поорганизиран систем кој што тековно ќе може да се обслужува со согласности за вработување и да не се доведуваме во ситуација во која што кога одреден процент на професори ќе се пензионираат, да немаме можност за нивна замена, за да одредена научна дисциплина продолжи да се остварува на факултетите. Благодарам многу.